Përshëndetje dhe mirë se vini të dashur ndjekës në podcastin e radhës dhe sot do trajtojmë një çështje më specifike që nuk lidhet shumë me politikën, por ka shumë të bëjë me politikat që në fakt institucionet i ndërmarrin ose jo. Lidhet pak edhe me gjithë këto nisma me pastërtinë e qyteteve, sidomos në periudhat e festës, sepse ka të bëjë me qasjen tonë se si ne sillemi me mbetjet, se si trajtojmë riciklimin e gjithë mbetjeve tona apo dhe gjithë atyre që ne si njerëz, po edhe institucionet edhe fabrikat e bëjnë dhe çfarë qasje duhet të kemi për pastërtinë. Kam nderin që në studio të kem Filip Ivanovski, ai është drejtor ekzekutiv i Pakomak, një ndërmarrje specifike e cila nuk është fitimprurse. Do t'i sqarojmë të gjitha këto dhe çfarë mund të bëhet që të ndryshojë edhe mendësia, edhe mentaliteti, por edhe ne si mund të kontribuojmë për një ambient më të mirë jetësor. Ti благодарам много što si del od ovaj podcast. Направив мало интро со тоа што за што ќе разговараме за компанијата Pakomak, која е специфична, но еве и се поврзува темата денеска, бидејќи во момент на празници сите зборуваа за чистење на градови и општини. Имавме слична мерка тука во Чаир, но сепак екологијата не е баш најјаката наша страна. Ти благодарам уште еднаш што си дел од тоа. Благодарам и на вас за поканата, секогаш ме задоволство да бидам гостин. Филип Ивановски, вие сте извршен директор на Pakomak. Ајде да објасниме за луѓето за каква компанија се работи. Често слушаме за невладени организации, нели, кои не треба да прават добивка, ама ова е компанија без добивка. Како тоа функционира? Да, Pakomak е формиран пред 16 години веќе, минатата година направивме 15 години. Согласно законот за управување со пакување и отпад од пакување, каде што основачи на Pakomak се 11 компании, главном од прехранбената индустрија, уште по-прецизно од индустријата за пијалоци, значи пивара Скопје, Прилепска пивара, водите Пилистерка, Тиквеш, Пилистерка, Магрони со добра и ладна вода, Горска, Кожувчанка, Тиквеш, Стоби од винариите, Витаминка од кондиторијата, Вивак соковите и Кристал од Велес. Се надевам дека сите ги кажав, 11, да. Но имаме во моментов околу 820 други компании кои се наши членки, кои го финансираат Pakomak практично. Pakomak се финансира од индустријата, значи не сме невладина, ние сме друштво за ограничена одговорност. Да, затоа реков, е специфична компанија, ама нели... Но во статутот имаме дека не е за профит, не се дели дивиденда и практично кога ги правиме буџетите, ги правиме точно према расходите, така ги планираме буџетите. Реков, се финансираме од индустријата, практично секој од компаниите што се наши членови праќа одреден износ во денари по килограм отпад од пакување, само што го пушта на пазарот, а ние со тие пари сме обврзани согласно законот 65% минимум од тие пари да потрошиме за собирање или поставување инфраструктура, од 5 до 15 за подигање јавна свест, зависно кој како мисли, и останатите се за оперативни трошоци за компанијата, плати, канцелари, патување, коли и така натаму. Значи, добро, ова мало си жена компанијата, но целта на компанијата е ова за што зборуваме и свеста за нели начинот како се работи во контекст на тоа што на темата наша, но и секако мерките што вие ги преземате, бидејќи имате неколку проекти. Ајде ова да го објасниме. Наша цел основна е да собереме одреден процент од отпад од пакување кој го пуштаат компаниите кои се наши членови. Да речеме, во минатата година беше 68%, оваа година очекуваме да биде околу 72-75%. Значи 68% од тоа што се пушта како тежина на пазарот, ние да најдеме начин, систем да поставиме, тоа да го вратиме назад и да го однесеме на рециклирање. Или од 100 шишиња што се пуштаат на пазарот, ние 68 теоретски би требало да вратиме назад и да ги однесеме на рециклирање. Тоа го правиме ќе 15 години, имаме поставено некаде околу 1700 контејнери оние за пластика и хартија, жолти и сини на улица, отприлику што толку имаме и за стакло.
Не е доволно, свесни сме за тоа. Значи што може би граѓаните ги Тоа е највидливиот дел за граѓаните на улица, но ние собираме стакло, да кажеме, од 1000 и нешто објекти низ Македонија, од хотели, ресторани и кафетерии, значи она што се вели од врата на врата. Тој е систем што не го гледаат граѓаните, но ние од тука собираме речиси 70% од стаклото што го собираме преку тој начин, и друг канал ни е ова со машините што е последниве 3 години во супермаркетите, каде што граѓаните може да ги вратат шишињата или менките и да добијат половина денар за секој вратено парче. Точно, да, и тоа нели претежно се можеби пред големите маркети каде што речи се во сите маркети има големи помали, сите што изразиле желба, нек дел си купиле, тие што се помалите, да речеме Елида маркети во Куманово сама си купи 3 машини за незините маркети. Но тоа не е никоја тенденција да се шириме во тој дел. Сега, намерно направив вака мало интро, бидејќи тоа што се соочуваме и што најчесто граѓаните реагираат е не само недоволното справување со отпадот, и тоа го гледаме, нели? Некаква нечистота некаде низ целата наша држава, што малце е контрадикторно со менталитетот на нашите граѓани, бидејќи чисто ни е дома внатре, но кога излегуваме, тоа некако не изгледа убаво. И секако рециклирањето, за што после ќе те прашам уште повеќе. Но каде е проблемот, бидејќи еве како специјалисти се занимавате со ова проблематика, што нема доволно свест за начинот како треба да се менаџира отпадот? Тука би го дефинирал проблемот на две ниво. Едно кај нас како граѓани, кои кога ќе излеземе од дома, некако забораваме дека не треба јадеме нешто да го фрлиме на земја, треба да побараме канта, да се потрудиме ако може, ако е лименка, шише да го фрлиме во соодветна канта за лименка и шиша, не во комунален отпад. Значи, еден дел е кај граѓаните и другиот дел е веројатно капацитетот на комуналните предпријатија во сите општини. Кога зборам за капацитет, не мислам само на технички капацитет, бидејќи со последниве неколку проекти и од Министерството за животна средина добија контењери за сите општини и канти, од ЕБРД со проектите за регионално управување добија сите камиони. Имаше пред некој ден некој состанок каде што се постои прашање дали се шофери ќе има за камионите што ќе ги добијат комуналните. Така да не е само техничкиот, туку и човечкиот капацитет на комуналните предпријатија. Она што веројатно е некој именител на сите комунални предпријатија како проблем е финансискиот дел. Ние имаме комунални предпријатија или општини што наплаќаат по 150 денари од домаќинство месечно. Во Скопје, да речеме, ако погледнат граѓаните, ќе видат дека за станот 17-18 квадрата 4-члено семејство плаќа 350 денари. Значи 1 евро и 100 денари по човек, да речеме. И тоа не е доволно за да биде Скопје на ниво на градовите што ние ни се како поим за чисти Виена, Љубљана. Токму тука кога одиме во странство, сите прва реакција е колку е чисто и зошто кај нас тоа не може. Значи парите треба повеќе да се плати или па човечките ресурси со компаниите. Тоа е поврзано. Кога ќе имате пари, ќе можете да платите повисок профил на кадри да ги водат тие јавни предпријатија. Да речеме во Љубљана се плаќа 25 евра по домаќинство месечно. Тоа е 1500 денари. Во Виена е нешто повеќе. Кај ние како граѓани сакаме да ни биде чисто како во другите градови, ама да не платиме за тоа. И тоа е таа една дискрепанца што постои не само кај граѓаните, и кај бизнисите. Значи и тие што се бизнисмени се граѓани, и тие се жалат дека е прљаво. Но кој ќе треба бизнисите да платат, како што да речеме плаќаат во пакомак за масла, за гуми, тогаш им е скап. Значи треба да сватиме сите дека правилното постапување со отпадот не е бесплатно. Значи е поскапо од сегашното. Сегашното е најевтино и затоа е такво какво што е. Соберете го, однесете го на Дрисла, измешете све. Но еве граѓаните ќе речат има толку многу субвенции се даваат за сва и свашта, сега зошто да не би се давале за токму оваа проблематика која стварно директно ги засега сите.
А уште повеќе во Скопје, ако зборуваме за Скопје, кој е засега и воздухот и чистита, колку е чист воздухот и сето тоа. Значи, а вие соработувате и со институциите. Не може ли да се најде решение за ова? Се согласувам дека ова е све, кажавме, треба пари, но прво што треба е политичка волја. За жал, овие години 15-тите на екологијата никогаш не била на врвот на политичките агенди или била само декларативно пред избори на нашите политичари. Но верувам дека тоа мора да се промени, бидејќи она што најдиректно ги засега граѓаните е воздухот, од кој не може да избегаме, мораме да го дишеме, каков е нечист или чист. Водата што ја пиеме, значи мора да се заштити растче пред се тука. Значи не збориме за пари. Пари има. Значи, кога велам има, граѓаните верувам дека се спремни уште по 50 денари од човек да дадат, значи еве од 300 да се качи цената на 500 денари. Тоа се 2 кафења во Скопје, помалку да испие едно семејство во месецот, но доколку видат дека нешто се случува со тие пари на улица, доколку видат дека е сега чисто, дека има нови возила, дека се мете редовно, се собира ѓубрето, се вложува во прочистителни станици и тоа ќе биде поскапо него сега, но треба да чуваме водата. Значи, додека нешто видат дека се случува, сигурно дека нема да се бунат. Ако видат дека се качува сметката, а ништо не се случува, само се примат нови административци во комуналните предпријатија, или се трошат не продуктивно парите, јасно е дека ќе се бунат за тоа. Еве, имаше една иницијатива тука во општина Чаир, нели, пред празникот да се прочисти општината и на некој начин сите тоа го прифатија како нешто позитивно, бидејќи празник, нели, со луѓето тоа се поврзува, но после 2 дена повторно целиот смет или отпад повторно се гледа. И ова покажува дека проблемот е системот, не иницијативите. Не овие иницијативи, нели, желбата или желбата што најверојатно постои. Како до решение кога никој можеби и не сака да го промени овој систем, нели? Еве, бидејќи ги спомнавте токму компаниите, предпријатиите, политичката волја. Па една од политичката волја треба да биде да се промени постоечки систем кој очигледно не функционира 30 години претходно, да речеме, комунална хигиена. Не може општина сама да направи чистење, бидејќи комунална хигиена е за целиот град и зависи од комунална хигиена. Комунална хигиена е со тие капацитети кои е, со таа корпоративна култура која има, која не стимулира да се работи повеќе да биде чисто. Според мене лично решението во такви ситуации е веројатно јавно-приватно партнерство, бидејќи тешко е да промените корпоративна култура базирана на политики и политички партии кои ја креирале кадровската политика изминатите 30 години. Така да ниједна партија не сака да влезе во тоа прочистување, да кажам, на комуналните предпријатија, бидејќи смета дека е политички неопортуно тоа да го прави и го избегнува. Но ако влезе приватна компанија како партнер, верувам дека тоа многу побрзо ќе се среди. Не велам одма, но многу побрзо ќе се среди, бидејќи на крајот тој партнер ќе сака да има продуктивни работници и продуктивно да вложува и да има убава перцепција. Но во ваков амбиент кога се спомнува овој модел, прво нешто што граѓаните размислуваат е некаков профит, некој што ќе профитира само и повторно истата ситуација ќе остане. И повторно ќе се доведе во тоа дали има политичка волја ова да се реши. Лош, да речеме тука лош момент Дрисла што беше такво јавно-приватно партнерство кое не профункционира од X причини. Инаку не гледам зашто би било проблем и да биде профит кај граѓаните ако плаќаат разумна цена и имаат супер услуга. Како да се дојде до овој чекор, да се види дека ќе биде подобро. Најверојатно тука е клучот, бидејќи често се зборува, но резултатот не се. Па веројатно тој договор што ако се направи треба да се прецизира после 3 години што треба да има, после 5 години што треба да има. Но тоа е најбрзиот модел, сакам да кажам, да нешто промениме. Другиот модел исто е можен, и исто може да биде брз, доколку има политичка волја и доколку партијата рече не интересира нас ти од која партија си да работиш, за тоа што си или не работиш.
и само се плашам дека тоа е потешкиот начин партиите да. Затоа овие иницијативи за прочистување траат 2-3 дена и затоа што нема позадина бекап што тоа може да го направи. Комунална хигиена очигледно не може тоа да го направи наменски. А општината да го направи треба да плати приватни камиони, што пак доаѓаме до парите ги нема. Дали би требало за големите градови и малце сакам исто така да те прашам за депониите, за концептот депонии, но дали треба еве Скопје или другите градови овие предпријатија веќе да бидат едно големо и да се справи со ова проблематика, отколку нели гледаме понекогаш помали предпријатија па не знам се ангажираат индиректно други предпријатија кои можеби и не се толку професионализиране. Македонија е поделена на 5 плански региони за воделот на отпад, 8 е административно, 5 се воделот на отпад, исто со цел да се направат регионални предпријатија, каде што ќе има економија на обем. Да речеме за Полог да биде едно предпријатие што ќе се грижи за цела општина. Скопје е тоа комунална хигиена, за Куманово, Свети Николе тој дел Штип да биде исто едно. Идејата е да има еден директор, една администрација, централизирана да се управува и да има количини на отпад. Исто е тоа важно, дури да земете и јавно-приватно партнерство ве прашуваат колку отпад се собира. Во моментов Скопје собира околу 200.000 тони годишно комунален отпад, некаде му доаѓа околу 500-600 тони дневно, што е пристојно за Скопје као концесионер. Тетово мислам дека има околу 100.090 тони и веќе има концесионер Тетово, што мислам дека беше направен добар потек, бидејќи Тетово беше подобро него што било пред година-две, пред да влезе концесионерот, и верувам дека и во Скопје тоа може да се случи. Значи во комунална хигиена, ако не се лажем, има околу 1300-400 вработени. Дали се сите фул тајм или не се, не знам, но има, ако гледате како бројка, има кадровски потенцијал. Колку тоа е оперативно, колку е администрација, колку е функционално. Точно тоа ќе влеземе во повторно во делот на политиката. Тоа ќе влеземе во делот на политиката. И затоа велам, може би јавно-приватно партнерство ќе донесе побрз транзиција. Еве во овој момент колку може да се реално да се подига свеста за рециклирањето, бидејќи исто и ова е еден момент кој прави проблеми. Ние гледаме во сите наши улици еден контейнер и таму сите работи се фрлат. Па дури тие што се дигитални, нели, отпад и сето тоа, дури тоа се фрли се тука, нели. Многу често се слушнале за секакви акции, за секакви не знам, иницијативи за свеста, за подигрување свеста, и некако повторно проблемот останува кај тој контейнер. Не гледаме 3 контейнери, не гледаме нешто што постои во светот. Пакомак е фирма што се занимава само со отпадот пакување. И пошто отпадот пакување главно го генерира населението, наша задача е да поставиме 3 контейнери, имаме зацртано 3 контейнери 1000 жители да мора да има секаде. Но тоа исто зависи од парите. Со тие средства што ги имаме, толку можеме да купуваме. Но има фирми што се занимаваат со електричен и електронски отпад, сега има за текстил, за отпадни гуми, отпадни масла. Така да граѓаните може да се јават на сите тие имаат некој број каде што може да им го подигнат фриждерот, мебелот. За мебел до душе нема, мебел душеци е еден од проблемите, градежен шут, но и тоа може да се реши. Свеста е клучна. Значи ние на почеток пред 15 години мислевме ставете контейнери на улица и тоа ќе се пунат автоматски како што треба. Зборуваме за различни контейнери, за различни отпад, тоа. Не е тоа, значи морате да подигате свеста. Ние правиме на секои 2 години, сега оваа година правиме истражување, ќе ги соопштиме, се надам, резултатите во друга некоја емисија, каде што го мериме јавната свест за селекција на отпадот. И има подобрување. Значи сега сме веќе некаде на 45% од граѓаните изјавуваат дека доколку би имале контейнер, често или секогаш би рециклирале. Но една друга бројка не загрижува, тоа е дека 20% од граѓаните, значи високи 20% од граѓаните велат ние нема да фрламе ни во машина, ни пари да ни даваат за како што враќаме, ни контейнерот да ни е 20% по ниеден параметар и ниеден критериум што би им го понудиле, не би. Зошто ова не би го направиле? Има тука социолошки
одговори зашто е така, анти-естаблишмент не веруваат дека тоа протест, да. не веруваат дека тоа што го селектира стварно завршува таму каде што завршува. Но сакам да кажам, тие граѓани единствено можете да ги натерате да се усогласат, да направат комплајенс со другите само со казни. Значи, овие другите можете позитивно да ги наградувате, да им кажувате за бенефитите. Овие 20% не може да ги натерате со ништо. Значи, ќе треба законски решенија, каде што, како Safe City, да речеме, го земам како Много пример. слично. Каде, ако тоа не го направиш, ќе добиеш казна. Ова секаде го гледаме во Запад и исто така нашите луѓе, бидејќи сега патуваат, а исто имаме многу емигранти, Така што доаѓаат од таму и ова го објаснуваат. Значи ништо не е странно, дури го слушаме како муабет, еве мора тоа да го направи. И тоа високи казни. Така, само одреден ден се собира отпад, значи ако не е селектирано, не може да собира и плаќа 500 евра казна. Значи таков модел би требало да И зашто велам дека мора казна, пошто тие истите наши граѓани кои таму уредно селектираат, само што ќе преминат границата, некако може да видите од кола како почнуваат да фрлаат. Тоа што го Значи истите се тие граѓани кои во Швајцарија, во Германија или било каде странство селектираат, каде што има казни. А овде кога ќе влезат кај што знаат дека нема казни, веќе се опуштаме сите. И не сакам да те вовлекам во овој политички оддел, но сепак ако се створи амбиент за се политиката ќе не казни, дали ќе се плашат политичарите да донесат вакви закони, бидејќи ќе има реакција? Ја мислам дека за некои прашања мора да имаме консензус од сите партии. Значи, за жал тоа не се случува кај нас. Во овие 30 години ја не сум видел. Дури партијата што дека во опозиција кажува дека така треба да се направи, кој ќе дојде на власт, не прави така, па или го прави тоа, па другите опонираат. Нешто што се залага како опозиција, после како власт не се залага и обратно. Така да, мислам дека за делот на екологија мораме да имаме консензус и тоа со казните, како за Safe City, за жал и тоа пак не помина со консензус. Ама сепак е. Но гледате од нација што важи за со лоши возачи или недисциплинирани возачи, ние за казните се намалија драстично и на улицата гледате промена. Значи што ќе се случи може со да се земе како може да се земе. Не велам дека треба да биде доминантно средство, но треба да постои. Но сакам некако природно оди разговорот по таа логика, бидејќи ако се рециклира, сепак треба да има и депонии каде што тоа треба да го спроведат како што треба. И сега исто имаме проблем во начинот што се подразбира со депонија. Повеќето луѓе мислат дека е место кај се фрла само отпадот, а не каде што се преработува. Сега прашањето ми е, ако ние имаме рециклирање, а нема депонии каде ова да го преработат како што треба, повторно некој начин е проблем. Депонии се место каде што се депонира отпад, но во склоп на тие центри за управување со отпад, малку погрешно ги комуницирани овие години наназад и тие регионални центри, не се класични депонии. Значи депонија е место каде што се депонира отпад, но пред да се депонира треба да има постојка каде што тоа ќе го одвои, балира и однесе на понатамошно рециклирање. Значи да го извади тоа што вреди од отпадот, а тоа другото да се депонира. Мислам дека 3 проекти се веќе во фаза и на тендерска постапка, североисточен, Пелагонискиот регион, каде што има населението не сака да се прават тие регионални центри кои или се нарекуваат депонии, но не се тоа. Но што е алтернативата? Значи треба тој што е против да каже чекај, ова сега што го имаме дали е подобро од тоа што ќе биде. Во моментов во Македонија има 2000 диви депонии што немаат никаква подлога, заштита, ја загадуваат почвата, водата, не доаѓа храна. Дали се согласувате со констатацијата дека токму поради тие диви депонии, што во суштина самиот вокабулар диви депонии одма рефлектира и за овие регуларните депонии, ако можам така да ги кажам, перцепцијата е нешто каде што само се фрла отпад. Треба да се едуцираат граѓаните дека она што се планира, за која се одобрени кредити од Европска унија, од Светска банка и други, швајцарска амбасада и така натаму, дека тие се за проект, да речеме таа депонија што ќе биде, пошто дел ќе се депонира, ќе биде со посебна мембрана која нема да дозволува
одседоците да завршуваат во подземните води, па со тие подземни води да ги наводнуваме нашите ниви и ние сите да јадеме од тие производи. Значи тоа ќе биде санитарна депонија по сите прописи со филтрирање на тој одседок, пошто нели ѓубрето на крајот се одседува нешто и тоа е тоа што загадува водите, ќе биде филтрирано и пуштено во реките. Значи ние не треба да се плашиме од тоа, ќе се креираат работни места, не е мирис. Дали да го смениме името, да кажеме фабрики за преработка на отпад. Бидејќи, нели, мислам дека и тука е еден проблем. Да, комуникацијата од старт беше, тоа сме го дискутирали и на други состави. За да се направи разлика помеѓу ова дива депонија и ова што е нешто нели со стандарди и што е нели, реално е фабрика. И предвидливо е што се случува со тоа. Можете да извадите газ и така натаму. Од ова што не е предвидливо и неконтролирано. Комуникацијата на тоа депонија, регионални депонии, мислам дека во старт е погрешно и друго што мислам дека и локалните самоуправи, бидејќи се дава грантови и кредити кои ги преговара владата и министерството, не чувствуваат собственост, немаат ownership над проектите што се спроведуваат од нивната општина и некако не се заинтересирани дури кога да не се за нивно добро. И тоа мислам дека треба да се промени. Па еве, ги спомнувате општините, ама и другите институции. Каква би требало да биде соработката со општините и кое е вашето искуство? Ние соработуваме со речиси 70 општини од Македонија до 86, ако ги рачунат и град Скопје и повеќе. Значи не работиме со општини само што не изразиле желба да работат со нас. Соработуваме на различни начини. Негде ставаме контењери, негде они собираат, им плаќаме за тоа што собираат одвоено, заеднички проекти правиме. Треба да биде многу тесна соработката, бидејќи општините се директен контакт со граѓаните и министерството треба многу повеќе да соработува со општините. И мислам дека министерството сака да соработува, има блок од страна на општините за жал. Посебно тој блок изразен во периоди кога политичката гарнитура во општините е различна од политичката гарнитура во министерствата. Но дури кога иста, гледам дека повторно се јават и некој недоверба. Значи, можеби главниот збор е недоверба во целата оваа работа околу отпадот и главното решение за таа недоверба е транспарентност. Значи, треба да се комуницира отворено со граѓаните, со општините, што е намерата и да се транспарентно да се комуницираат резултатите. Бидејќи само така можете да срушите недовербата. Ние имаме недоверба во системот генерално, а посебно во делот на отпад е недоверба. Значи, луѓето се плашат дали ако се изгради, дали цементара загадува ако гори отпад, пошто не знаат што се случува. Дали е загадува, дали се горат гуми, дали се увезува опасен отпад па не го депонира, дали е радиоактивен. Недоверба има на секој чекор и тоа може само со транспарентност, а за да се постигне транспарентност, веројатно дигитализацијата е еден од главните начини. Но ако ова се бара дигитализацијата, ќе треба инвестиции. Повторно ќе пак доаѓаме на почетокот. На почетокот, а тогаш можеби институциите, мислам, нели државните институции повторно треба да помогнат, Но која е соработката со министерството го спомнувате, но сепак и другите институции во овој контекст може би да се направи тој мост помеѓу општини, граѓани, институции, државни институции, мислам. Па како колективни постапувачи, да речеме пак Македон, во моментов имате околу 25 компании кои се занимаваат со управување на некаков тип на отпад. Споменав електричен, батерии, отпадни масла, текстил, гуми и така натаму. И тие компании пробуваат да комуницираат и со општините и со министерството и се на некој начин медијатори во делот на отпад. Но мислам дека треба заеднички проекти, искрени заеднички проекти за доброто на граѓаните, иницирани или од општината или од министерството. И ако се тие искрени, има финансии за нив, мислам може да се најде, Може да се најде. Идејата. Кои се проектите што може би конкретно сега работите за да може да отсликаме токму ова соработка, бидејќи имате неколку проекти. Така надвор од ова нели базата што ја објаснивме на почеток. Да, имаме, да речеме, општина Стопиште, речиси целата општина веќе има втора канта за селекција на отпад од пакување. Преќе речете мала општина, 15 дали има и 15 жители. Но секоја среда, граѓаните знаат, секој 2 недели, секоја втора среда ги вадат кантата, поминува комуналното претпријатие, што не е нешто посебно опремено, сме им дали едно камионче да го собира тоа.
и во одредени месеци собираат општина Сопиште повеќе официјално собира од град Скопје. Значи тоа е исто парадокс. Општина Прилеп имате е општина што е рекордер со години наназад во бројот, во количините собран отпад од пакување, хартија, пластика и така натаму. Општина со 60.000 жители собира повеќе од град Скопје. И тоа неколку пати повеќе. Моментов работиме на заедно со швајцарска амбасада, на која сме многу благодарни што во нас препознава некој партнер за реализација. Втор проект тераме со нив 4 годишен, каде што сакаме во првиот проект поставивме оваа година ќе имаме веќе 100 машини во маркетите. Во вторава фаза сакаме тоа што се собира од машините да отиде на линија каде што ќе се доселектира по боја, ќе се избалира, ќе му се додаде вредност и од нашите контејнери на улица да го носиме материјалот, исто да го преработуваме. Тоа ќе биде модерен центар за селекција на отпад од пакување пред се, значи на предселектиран, не на комунални АФВ од другите контејнери, но со капацитет од 2000 тони годишно. Во една смена, значи може теоретски 4000 тони да собира и тоа е многу пристоен капацитет за почеток на кој ќе учиме. Се шириме во делот на машини, како делот, значи за 4 години планираме да имаме 150, бидејќи веруваме дека во еден момент можеби ќе дојде депозит, а овие машини се буквално спремни. Депозит значи плаќате кога купувате производот 5 денари или 10 повеќе, кој ќе вратите ви ги враќаат тие. Значи ваши пари ви враќаат. Да, постоело тоа нели со шишиња порано, нели? Да, за стаклена амбалажа. Ова кога збориме за пластика и за лименки. Да, тоа сакав да кажам, значи не само за стакло, него и за други материјали. Да речеме, оваа година што помина ние сме собрале, последните бројки се 18 милиони парчиња таква амбалажа, пластика и лименки, не стакло, пластика и лименки, на кои сме вратиле на граѓаните по пола денар. Општините, делот општините, морам да кажам и тоа веќе кога сте мека општините, од сопствен буџет им даваат уште денар на граѓаните или пола денар. И тоа е тоа, некои што препознаваат, што велите субвенции даваат за ова зона, они им викаат за сите граѓани што ќе пуштат во нашата општина Шиша, пола денар дава пакомак, ние даваме пола денар, во Берова даваат денар. Значи не е ни до Берова е мала општина, даваат денар и Берова е меѓу рекордерите пер капита кога гледате сега, во собрани со 2 маркета. Значи има модели повторно останува да се стимулираат. Да стимулира и политичката волја. Но дали еве кон крајот на овој разговор сакам да те прашам во кој контекст дали ова тематика се смета како луксус некаков. И моментално сме во ситуации каде глобалните текови може да влијаат во економијата. И после, кога доаѓа повторно темата пари, се крата токму на овие иницијативи. Како ова би влијаело? И ова прашање исто така е битно, мислам, бидејќи повторно се поврзува со тие компании кои начелно нели соработуваат со оваа компанија, кој може да кажат дека веќе нема да дадеме средства за вакви. За жал да. Ако гледате во кои земји е најразвиено селектирање рециклирање, тоа е во побогатите земји. Значи, како е стандардот повисок, луѓето повеќе се свесни и гледаат и малку пошироко. Како луѓето се борат за гола екзистенција, не може да очекувате дека ќе бидат освестени, гледаат поевтината опција да купат и така натаму, што не е можеби ни рециклабилна, ни циркуларна. Ова што се случува сега на глобална сцена со нафтата, веројатно ќе влие на тоа луѓето да одат на поевтини варијанти, на фосилни горива, она што е произведено без да се грижат дали е за рециклирање или не е да рециклираат и така натаму, но неминовно од ова мораме да одиме. Ако го сметаме за луксус, бидејќи ресурсите со кои располага планетава не може да си дозволат ова темпо линеарно што го имаме на линеарна економија да го продолжиме. Линеарна економија значи црпиме ресурси, произведуваме производи и консумираме и депонираме. А циркуларната економија? А циркуларната економија вели не црпиме све ресурси, пробуваме од тоа што е отпад да вратиме нешто назад во кругот и тоа полека да расте. Денеска чисто пер капита информација во светот 10 тони по жител се црпат ресурси од земјата. 90 милиарди тони годишно се црпуваат ресурси од земјата. И тоа не е одржливо. Пред 100 години планетата имала 2 милиарди жители
и просечно генерирала 30 килограми отпад. Сега имаме 9 милиарди и просечно генерираме 500 килограми отпад. И тоа е тоа се ресурси што се земени и ставени во депонија. Но за жал овој момент може да влијае повторно да се вратиме, а сите зборуваат некако оди разговорот како на почетокот за загадувањето, нели за проблемот кој влијае и во здравјето на луѓето и за се, но сепак никако да се затвори тој круг. Затоа што на крај тоа бара пари. И затоа што не е политички опортуно да ги качите цените, односно не ми земете парите на граѓаните. Филип Ивановски, кога зборувате за консензус и политички консензус, тој збор исто така на некој начин е преупотребен и може би дава негативна конотација, нели, но во случајот се работи за сите наши животи и би требало да функционираме. Токму така, значи дека не прави разлика, значи загадувањето не прави разлика, сите го дишаме истиот воздух и политичарите и ние, и не прави разлика ни политичка, ни религиска, ни етничка, никаква. И затоа велам за некои прашања, за такви прашања треба да имаме заеднички став. А тоа не е тешко, исто ако си има искрена комуникација. Најверојатно да, но еве ќе видиме како ќе оди. Мислам дека ова тема е битна. Ти благодарам што беше дел од овој подкаст. Се надевам дека еве ќе иницираме размислување ако не е друго. Бидејќи се случува, како што реков, во момент на еден нели без разлика религиозен празник, каде токму чистотата, начинот на живот или сето тоа е многу битен во моментот, ама треба да размислиме и повеќе надвор од нас, нели? Точно е. Празниците се период кога се вртиме кон себе, но треба да се свртиме и кон другите. Честитки за утрешниот празник. Рамазан Байрам. Благодарам. Te dashur miq, këtu do të përmbyllim këtë podcast, sigurisht ju uroj edhe unë të gjithëve gëzuar festën e Bajramit dhe ja le të jetë edhe si një moment reflektimi që kjo festë që ka të bëjë pikërisht me pastërtinë, me dashurinë, me kujdesin, sidomos ndaj njëri tjetrit, pse jo edhe për te nesh, sepse shohim që pa pastërtia, mbeturinat, sidomos ambientet jashtë shtëpive tona, që janë shumë të pastra, po ambientet jashtë shtëpive tona lënë shumë për të dëshiruar, të urojmë që të reflektojmë edhe për këtë çështje. Deri në podcastin e radhës, mirupafshim.